Значи, ситуацијата во која навлезе Македонија во 20 години, после 20 години транзиција кон демократија е деволуција. Тоа е остар свиок назад кон диктатура, од видот на авторитарен популизам, во теорија јасно дефиниран, диктатура која користи изборна фасада за зацкривање на операција на системот заснован во основа на самовластие на партиската олигархија и укинување на правната држава. Тоа се неколку компоненти кои ја дефинираат. Са македонската варијанта на авторитарниот популизам се конституира и тоа е основата на што Грамши го вика успехот на нивната хегемонија, да воспостават и да победуваат. Реално не само успехот на нивната манипулација, војска, присила, тоа е плюс. Значи, успехот на нивната хегемонија се крие во конструирање и создавање и јакнење на партија која има претензија да ја представува суштествен израз на македонскиот народ и неговата есенција, а не на дел од него. Десница, левица, центар. Значи, он има претензија, ДПМНЕ се претвара во некаква одбрамбена формација на загрозениот народ. И бара од него на избори да добие легитимитет, да дефинира што е администрација, што е право, што е устав, све. Надвор од уставот, и уставот комплетно е маргинализиран во целиот тој процес, и уставната демократија како последица. И со соодветни избори успеа да добие мандат 4-5 кој пат со таквата хегемонија. Основната алатка на ова операција на узурпација на власта, и тоа е основа сега на се што зависи или што се става под зборот што да се прави, градење на идеологија и политичка митологија околу политичкиот конструкт органско единство на народот. Значи, тоа е една класика во авторитарните системи. Наместо политичкиот идеолошки плурализам во демократија, суверенот, во овој случај партијата, ги укинува сите други де факто политички антагонизми и судири меѓу нас, идеолошки. Сите политички борби и прогласува само една политичка борба, таа ја нарекува метаборба, а тоа е борба со непријателите на Македонија. И гледате во најмали детали тоа се спинува. Например, Заев не може да биде представник на преговорите на социјалдемократскиот политички блок. Не, тој мора да биде Џони Вокер Заев, значи да прими пораки, односно да биде представник на странска сила во преговорите, да биде предавник. Внимавајте, не го прифаќаат како политички противник со некоја друга опозиција. Не, он мора да биде представен како непријател на Македонија. Како таков може да преговара. Гледате тој детаљ. Тоа е моментот дека нема признавање на нормален политички плурализам и судир со политички противници, туку постои само една метаборба. Од таму име силата на таа. И органскиот хомогено устроен политички простор во Македонија нападнат од непријатели од надвор, кои сака под наводници да не нема, и од албанците внатре, и од либералите као дежурни политички предавници. Значи, дефиницијата, операција се понатака, чекор напред во етаблирање на овој систем е укинување на правната држава и правото. Значи, како систем кој предвидува, кој дава предвидливост, кој дефинира вредности, кој ги брани со норми, и во тој празен простор на укинување на правото се создава администрација. Значи, внимајте, повторно имате провизориум направен поредок, но всушност имате администрирање на државната власт. Не право во вистинска смисла на зборот. Се одвива таа голема замена, укинување на правото и замена со парадокс, правен поредок кој е администрација во основа. И волунтаризмот на администрацијата е клуч на целата приказна. И сега, прашањето на борба со вака авторитарна структура е на дневен ред, како да се борите со институции кои тоа не се, и како да користите право и процедури кои тоа не се. Навистина еден парадокс од кој произлегува стратегијата понатака. Но тие вистински не се менуваат од ден на ден. Почетокот на таква борба ни нуди, има расправи околу тоа, не е непознат теренот, Ален Бадју, Џорџо Агамбен, со тезата на иноперативност. Направете го правото, обидете се да го направите правото институции, он ги нарекува иноперативни. Ние ги нарекуваме делегитимирајте ги институциите.
но тоа е иста техника на... Тоа е акција, значи не е пасивизирање, туку е акција со која се обидува да се заобиколат институциите, онаму каде што може, не може секогаш. Стоите секогаш на работ на институциите, натре надвор. Втората техника е поврзување на островите на слобода кои ги создаваме, а кои се делумно и вакви собери, во некакво копно полека. И обид двете паралелни борби да ги водите. Во и внатре, и надвор од институциите. При тоа, се извинам, кога спорувате диалог, не може да постои диалог со ваков авторитарен систем. Може, меѓутоа, да постои преговарање. Преговарање не е диалог. Диалог подразбира заеднички вредности и исходични решења во кои сте се нашле, но верувате во некои вредности горе-долу заедно. Овдека не, преговарањето има посебно дефинирана цел. Овозможување да се оневозможат притисоците на зоните на слобода кои се уште ги имате. Избегнување на притисокот. Шанса да се освои некој друг простор на слобода. Преговарате за тоа, но никогаш не водите диалог во основа. Не можете да водите диалог. Но преговарањето е техника која е возможна. Секогаш на работ на институциите, бидејќи институциите не се институции. Тоа морате секогаш да го знаете, кога го водите расправа. Може да влезете, може да излезете, но тие не се институции, не се домови на слободата. Сега се инструмент, повторно сега пак за актерите на слободата. Она што мора да го избегнеме како борба со ваков тип на власт која претендира да ја представува органската целина и да го укине де факто политичкиот плурализам, од каде црпи цел. Прв проблем е она што Мишел Фуко го дефинира уште во Насилство и казна и првиот дел на Историја на сексуалноста, а тоа е дека отпорот се формира во однос на тоа каква е власта. Постои замка, постои смртоносна преградка меѓу опозицијата и власта. Таа се отпорот генерално. Отпорот, без сакање на отпорот, се формира како ракавица на власта. Да се формираме како некој антигрујо отпор, да речеме. Тоа на ја што го нарекувам чекај малку опозиција. Значи, варијантата е следна. Чекај малку, па не се сите скулптури лоши. Чекај малку, па стварно грциве се безобразни. Чекај малку, па албанциве бараат претерано, не знаеш, едно ке ми даш прст, бараат цела рака. Чекај малку, и тогаш се доаѓа до чекај малку отпор и до чекај малку опозиција. Вие се формирате како ракавица на репресијата. И тоа како законитост се формирате. Значи, тоа е прва опасност да дефинираме автохтони, односно оригинерни, тука ќе ги наведам некои на крај, линии до кои мора да се држиме, а не да не формира притисокот на власта, кој е таков каков е. Во таа организација партиите политички не можат сами. Скоро да немаат шанси сами. Значи, потребно е вмрежување од нов тип. И овој тип на водопад, условно да го наречам, на брейнсторминг, кој прв пат организиран од било која партија, од партија на група на опозиција на власт во 20 години транзиција, сушност зборува дека партијата сушност не може сама, бидејќи се работи за фронт на судир во кој општеството целосно е организирано или ангажирано. И е потребно вмрежување од нов партнерски тип со невладените организации, колку и да се трие некој пат контраверзни, некој пат имаат дилеми, своји демони, некој пат сакаат неќат. Тоа вмрежување како партнерски однос е неопходно, а за тоа не можете да ги ангажирате само кај партиската агенда, туку само кај концептот на слобода. Затоа концептот на овој настане слобода. А не како конкретната работа успеваат делот од фронтот, а тоа се партиите да ја изборат. Значи, при тоа и опозицијата и овој дел треба да бидат спремни, за разлика од чекај малку опозиција, треба да бидат спремни за она што досега не биле докрај спремни. А тоа е, она Лакан го вика пасаж ал акт, за целосно преземање на одговорност за својата акција.
До каде што ќе води тоа? До рушење до темел на целата структура, до темел, до таму. Не треба да се прави компромис, чекај, може би нешто е добро, може... Не се работи за систем кој целосно го уништува демократскиот живот и слобода во државата. И се храни со тој хумус. Значи, одговорноста и безусловна волја за преземање на одговорност на тој пат на менување треба да се преземе. Нема тука страв. И сега тука има еден проблем. Тука има еден проблем. Врзан за начинот на хегемонија на власта. Бидејќи таа го представува органската целина на македонскиот народ, нападот на узурпаторите изгледа како напад на македонските карактеристики на народот. И тука се создава една нелагодност кај левицата. Као да ги напаѓаме собствените корени. Он стои како сликан пред македонската есенција и ни создава нелагодност, изгледаме непријатно. Расправаме со странци, треба да ја оговараме собствената држава. Тоа е таа непријатност која ни се создава напаѓајќи таков тип на организација политичка. Мислам дека тука не смееме да имаме компромис. Тука конечно треба да го направиме чекорот кон радикализација. Значи треба да ја урнеме кулисите со кои тие се покриваат дека го представуваат националниот интерес на македонците. End of story. Без чувство на вина. Без чувство на вина кое го носиме во таа борба. Дека малку можеби нешто да направиме белја на собствените национални интереси. Не, до крај. Слободата мораме да освоиме без било каква вина дека нешто на себе самите ќе ги насочиме или они да им дадеме мандат дека тоа го бранат. Значи, конкретно, за партиските структури 4 препораки имам конкретно. Значи, цврсто обзорје за делегитимизација на институциите и правото како коречен, условно да кажем, партиски програм. Без страф од политичка криза. Политичка криза е инструмент на нормална демократија. Обштествена и безбедносна криза е проблем. Политичка криза не е. Значи, без страф од радикализација, може би ќе биде полошо пред да стане подобро. Може би ќе биде полошо пред да стане подобро. Техничка влада од политичкото искуство не се формирала без криза. 91 ДПМН не може со албанците, 2001 после војната. Значи, криза има некаква, но политичка, не безбедносна, не обштествена. Не е страшно тоа. Само жртва на партиските олигархии. Тие мора да влезат до друг тип на борба. Мора да се изложат. Во случај да не добиеме, да не се надмине, условно да кажам, да не се надмине, односно да не се одземе препораката, да тоа помине во еден лош статус-кво за Македонија, може би треба да се радикализира, може би треба да се напуштат и локалните институции. За Скопје ќе биде може би тешко тоа, ама за други го истерале 2 мандата, може слободно да им го остат последната година. Може да би треба да се радикализира како одговор на статус-квото. Поврзување повторно четвртата со мрежата на НГО, еден нов фронт на борба и конечно СДСМ, односно опозицијата, треба да подготви, ја нарекувам еден преторијански и либерален гест на промена на политичкиот систем во 2 точки. Прво, ние мора да создадеме преку измена закон на влада, може би на устав, не сум сигурен, али на влада да, систем на изгласување на влада по швајцарскиот модел и да ги укинеме султанските партии конечно. Значи, голема коалиција секогаш. И може би влезот во техничка влада и голема коалиција треба да биде првиот чекор до целосно менување на системот. Ние мора тој тип на влегување на сите во извршната власт со кој ќе се пресече можноста на партискиот притисок во судството, во администрацијата и во медиумите, ќе стане бесмислен, невозможен да се изведе. На кај тој политички систем треба да се движиме. Ја неаме идеолошки таков тип на подели осем борба за слободата, какви што се лабористи, конзервативци во вистинска смисла. За да може да со сила формираме некаков плурализам, па и сега тој ќе суки. Не. Ние треба да се движиме кон швајцарскиот модел на создање влада и нормално треба да направиме систем во кој наши експерти, предложени од партиите, но заедно со експерти на Советот на Европа, ќе влезат во целосен реизбор на судскиот систем. Судската власт мора да оди на целосен реизбор. Ваква каква што е, и со уставните промени уште предвидуваат да ја патрифицираат, да ја замрзнат целосно, да не може да се
не може да обстои, пошто демократиите современи ги нарекуваат и правосудни демократии. Тамо завршуваат нашите борби. Тоа е клучен дел на поделбата на власт. Мора да оди на генерален избор. Не може да останат вака како што се.